Здраво на сите, добродојдовте на втората епизода од подкастот Гласни идеи. Јас сум Джелан Велио, а денес со мене ќе разговара другарот Здравко Савест. Денешната тема на оваа емисија ќе биде отпуштањето на 15.000 работници од угостителскиот сектор. Како што видовме на пресконференцијата на угостителската комора, тие се поспредни да отпуштат 15.000 работници кои ќе ги прифатат мерките на владата. За ово подетално ќе разговараме со Здравко Савески. Здраво, Здравко. Здраво и од мене. Кој е твојот коментар на изјавата на представникот на угостителската комора? Тоа беше исклучително арогантна изјава од страна на претседателот на угостителската комора. Обично кај нас главно газдите, капиталистите, обично само се жалат и кукаат колку немаат пари и бараат дополнително пари од државата. На овој момент видовме нешто ново од нив. Видовме една класна гордост од нивна страна, од типот на едно арогантно одбивање на помошта што државата им ја дава да ја пребродат оваа криза. И едноставно тие кажаа дека не ви ги сакаме парите, бидејќи не сакате да не частите, покривајќи ни ги сите трошоци, и едноставно нас полесно ние да ги отпуштиме работниците, да им се одмаздиме нив, што вие не сакате како држава нас да не частите, со покривање на сите трошоци, кога ќе помине кризата да ги вратиме назад, да ангажираме нови работници и слично. А во меѓувреме како ќе живеат тие работници, едноставно нив не ги интересира. Това обично на лојалност на фирмата, да се покажи интерес како работи фирмата и слично, но сега кога газдите се тие кои треба да покажат малку сенс на работниците, тие едноставно не сакаат еден денар да излези од нивното чекмедже, туку се да им биде покриено од страна на државата. И тоа едноставно крајно ги револтира сите граѓани на Македонија, не само работниците кои го претрпеа најголемиот удар, губејќи го работното место, туку и општо сите наши граѓани беа фрапирани од арогантниот однос на капиталистот кој зборуваше во име на угостителската комора. Тие велат дека не ги сакат парите од државата, односно не сакат да ги прифатат мерките, но тие пари што биле предвидени со мерките да се насочат на оние што останале невработени. Дали мислиш дека тоа државата би го направила или најверојатно се работи за тоа тие да се покажат како добродетели, како еве се откажуваме сега ние од нашиот дел од мерките, тоа нека се даде на нашите отпуштени работници. Она што тие фактички го кажа, зацкрија еден податок кој кажува дека условите за помошта од страна на државата не им одговараа премногу, меѓу другото бидејќи тие не ги исполнуваат критериумите, односно голем дел од оние работници кои ги имаат вработено се со нестабилен работен однос, тоест обично се ангажирани со договор на дело, на некои им давале плата на рака и слично, така што во таква ситуација тие не можат да ги исполнат условите. Исто така, веројатно не им се допадна тоа што власта утврди и плафон на исплати на највисоки плати кога се прима државна помош од 2000 евра, и веројатно и тоа не им се допаѓало, бидејќи сакаат да земаат плати и на 2000 евра очигледно. Така што нормално се тоа искрено не би можеле да го кажат. Што го направија беше една арогантна изјава, демек нас не ни треба таква помош, туку она што ние го сакаме е нас да не части држава. Ништо помалку од тоа. Значи, буквално капиталистички вршење притисок врз државата да им удоволи како нивните профити да се најважни во оваа криза. А едноставно,
ако не бидат профитите на капиталистите ставени на последното место, буквално на последното место, тогаш многу луѓе ќе страдаат од висока невработеност и осиромашување и тоа не сме да се дозволи. Добро. Кое е твоето мислење, дали овие капиталисти кои поседуваат угостителски објекти, дали имат други опции на располагање или единствена опција што им преостанува е да ги отпуштат работниците? Бидејќи според нив нема друга опција. Да, значи има друга опција. Покрај прифаќањето на мерките на владата, можеа да ги пуштат работниците на принуден одмор, во која ситуација ќе треба да им исплаќат 70% од нивната плата која е прима. Но ова решение, иако е далеку по-хумано, далеку по-солидарно, ова не е најпрофитабилното решение. Најпрофитабилното решение за нив е очигледно да ги отпуштат работниците додека не работат нивните фирми за време на вредната состојба и после кога ќе ги отворат дуќаните, повторно да ангажират работници. Но профитот, повторно ќе кажам, не сме да биде на прво место. Постојано слушаме како капиталисти повикуваат на солидарност. Еве ја ситуацијата која треба да ја покажат солидарноста. Мал број на газди, на угостителски дуќани, одлучија да земат од својата добивка и да им дадат плати на работниците, и тоа е за пофалба, но мора да се каже дека тоа е исклучок. Она што е за жал правило е, бидејќи начекале село без кучиња, го прават она што им се може, што им се дозволува. А тоа е секогаш она кое е најпрофитабилно решение за нив, и во вакви ситуации ние гледаме дека колку системот е проблем, колку е капитализмот проблем. Одеднаш ги третираат работниците како работна сила, како фактор на производство, а не како луѓе кои заслужуваат и пристојна плата и помош кога нив им е потребно. Добро, сега сакам да прашам нешто околу медиумите, односно сведоци сме дека корпоративните медиуми многу често известуваат за проблемите на работодавците, но ретко или па никогаш не известуваат за проблемите со кои се соочуваат работниците. И сега во овој случај, и сега имаме тој случај кога корпоративните медиуми известуваат за пресод на угостителската комора. И како ти тоа ќе го оцениш? Да, кај нас корпоративните медиуми кои се во собственост на капиталисти, постојано ги пренесуваат ставовите на капиталистичката комора, без при тоа да ги пренесуваат ставовите на синдикатите и сакаат на граѓаните да им го наметнат начинот на размислување кој е во прилог, кој оди во прилог на зголемување на профитите и трупањето на богатство на капиталистите. Тоа е во крајна линија нормално однесување за нашите медиуми, особено телевизиите, кои сите од една до последна се во раце на собственост на крупни капиталисти. И едноставно не може да се очекува нешто различно од нив, освен да ја представуваат перспективата на стопанските капиталистички комори. И тоа особено во вонредната ситуација постојано го гледаме. Скоро не постојат вести на кои нема изјава од некој представник на капиталистичка комора кој кажува дека власта недоволно им дава помош. А при тоа тотално отсуствуваат исто толкаво внимание да им се посвети на ставовите на синдикатите. Секогаш на дебатните емисии повикуваат по двајца од тројца присутни дебатери кои се представници на стопанските комори, а при тоа фали некој кој ќе зборува во име на работниците. Не мора да бидат синдикати, но да има представници на дебатата кои ќе ги бранат не интересите на капиталот, туку интересите на
работниците. Така што не само што македонските медиуми се на страната на едната или на другата партија, на страна на ССМ или на ВМРО, туку и сите заедно се на страната на капиталот и наспроти работниците. И тоа работниците и обичниот народ во Македонија треба да го има предвид и едноставно да не паѓа на нивната пропаганда кога ги представуваат ставовите на коморите како апсолутна вистина и кога вршат притисок врз власта да им даде се на буквално да ги части газдите, да знаат граѓаните на што се должи тоа. Добро. Што треба да направи државата во оваа ситуација каде што имаме отпуштање на 15.000 работници од угостителскиот сектор? Некаде прочитав дека тоа е 60% од сите работници во тој сектор. Што треба да направи во смисла на во некои земји, мислам дека барем така читаме дека се забрани отпуштањето на работници од работа. Значи, кај нас тоа не е случај. И како треба да постапи државата во овој случај според тебе? Во однос на невработените, оние мерки кои владата ги истакна, фактички не понуди буквално ништо ново. Таа кажа дека имала мерка во врска со невработените, но она што таа го кажа фактички е дека важи законот као што и претходно важеше. И претходно работниците кои не по своја вина и по своја волја добиле отказ од работа, имаа право на паричен надоместок. И сега го имаат тоа право. Она што од владата може да се очекува во врска со отпуштените работници, оние што ќе го изгубат работното место поради кризата, е да добијат нешто дополнително во врска во однос на законските права кои досега ги имаа. Исто како што на капиталистите им даваат дополнителни олеснувања во услови на вонредна ситуација, мора и на работниците да им понудат дополнителни олеснувања, а не секогаш да се водат во корист на капиталистите. Тогаш таа многу јасно се покажува дека на чија страна е, а тоа е на страната на крупниот капитал. Значи, владата мора да излези со вистински мерки, а не повторување на тековните законски одредби во врска со невработените. Да го зголеми опфатот на приматели на паричен надоместок и да го зголеми самиот паричен надоместок во оваа ситуација. Исто така, многу важно е следново. Во ред е одлуката на владата да во услови на вонредна ситуација не да го сопре вработувањето во јавниот сектор, освен во здравството. Но после вонредната состојба, кога ќе има голем број на невработени работници поради тоа што капиталистите ќе се дрзнат да ги отпуштаат, државата мора да има поактивна улога и мора таа да се вклучи во вработувањето на повеќе работници и на тој начин да ја намали невработеноста. Кај нас во Македонија, јавниот сектор е премал. Она илузија која сакаат да ја создадат капиталистичките медиуми е дека кај нас јавниот сектор е преголем. Не. Премал е, и тоа најдобро може да го видите на примерот на здравството. Зошто ние сега имаме премалку доктори, премалку медицински сестри и технички персонал во здравството? Тоа е бидејќи имаме премал јавен сектор во тој дел. И на пример, од 2000 година до оваа година, значи во овие 20 години, јавниот сектор е намален за 100.000 вработени. 100.000 вработени имаше повеќе во 2000 година во однос на денес.
И сега, како може во светлината на таквиот податок да се тврди дека нашиот јавен сектор е преголем? Она што намерно капиталистичките медиуми и нивните квази експерти го наметнуваат изедначувањето на јавниот сектор со јавната администрација. Не, тоа не е исто и во Македонија фали голем број на работни места во јавниот сектор. И оние работници, оние кои имат завршено факултет и кои работат како келнери, нивното место е во јавниот сектор на работа која не постои во овој момент, укината е, а треба да биде вршена и треба да биде вршена од тие работници, а не тие да бидат само вработени во угостителскиот сектор. Значи, во услови на економска криза, кога ќе има голема невработеност, државата не сме како досега да се држи настрана и туку мора активно да се вклучи на пазарот на труд, креирајќи нови работни места и на таков начин да го реши проблемот со невработеноста кој ќе следи. Добро. Помна дека од после пресконференцијата на Угостителската комора не беа третирани само работниците, туку и голем дел од граѓаните, значи после тие 15.000 отпуштања. Сега моето прашање е што ние како граѓани можеме да придонесеме, да направиме во оваа ситуација. Бидејќи да беше редовна ситуација, не знам, ке протестиравме, ке повикувавме на штрајк и така натаму. Но во оваа ситуација знаеме дека тоа е невозможно и што од оваа позиција можеме сега да направиме. Да, значи голем е револтот кон капиталистите од угостителството и едноставно мора да им се даде јасно дознаење и нив и на останатите капиталисти дека не можат да прават се што сакаат. Кај нас капиталистите имаат менталитет газда сум, ми се може и од таква гледна точка гајле име за работниците и пак е нагласам дека ги третираат како работна сила, како фактор на производство, а не како човечки битија. И она што ги интересира е само нивниот личен профит. Ако тоа дозволиме да доминира како свест кај капиталистите во услови на криза, тогаш ќе видиме уште поголемо зголемување на невработеноста и уште поголемо наше осиромашување. Затоа треба и да им се прати јавна порака на тие капиталисти дека оние кои ќе се дрзнат заради поголем профит собствен да отпуштаат работници, кога ќе заврши кризата, нивните дуќани, нивните локали ќе бидат бойкотирани и она што треба да направиме е да утврдиме кои капиталисти се дрзнале да отпуштаат работници и после да ги удриме онаму кај што најмногу ги боли по нивниот профит. Така што сакате да отпуштате работници као што ви е по кејм, тоа ќе ви се одмазди на вашиот профит кога ќе заврши вонредната состојба. Значи, според тебе треба да ги бойкотираме локалите кои што ќе отпуштат работници после кризата. Да, поради тоа што ние не можеме во овој момент поради вонредна состојба да протестираме, да им се приклучиме на протестите и слично, едноставно тоа можеме да го направиме, но тоа е силна порака, може да биде силна порака која не смее да биде потценувана. Исто така, многу важно е во овој период и работниците во секторот угостителство, но и општо да не прифаќаат потпишување на отказни решенија, тоест така наречено спогодбено раскинување на работниот однос. Бидејќи на таков начин работниците себе си се лишуваат од правото на испратнина од страна на газдата и од правото на паричен надоместок во услови на невработеност. Така што
лоша работа која може самиот работник да се ја направи во дадената ситуација е да потпише отказ. Значи, отказот само се добива, немате потреба ништо вие да потпишете. И уште една работа, бидејќи опасноста од откази ќе следи и понатаму, едноставно работниците мора да сватат дека мора да се организираат, мора да изнајдат начин како самите да си помогнат во дадената ситуација, бидејќи толку лоша ќе биде економската ситуација, што нема да можат да очекуваат од никого од страна да му помогне, бидејќи нема тоа да биде можно. Ако самите не се организираат и самите не се спротистават, уште многу вакви случаи, уште многу ваква ароганција ќе гледаме како овој капиталистот што зборуваше во име на угостителската помош. Добро, Здравко, ти благодарам што денес беше дел од нашата емисија. Се надевам дека почесто ќе разговараме заедно. За крај сакам да испратам еден повик до работниците. Прво, да не ги прифаќаат отказните решенија, односно да не ги потпишуваат. Второ, да се организираат. И трето, да се солидаризираат. А понатаму, ако се соочуваат со проблеми во нивниот отпор, да ги контактираат соодветните институции и организации кои се постојат за заштита на нивните работнички права. Почитувани гледачи, ви благодарам што не следевте. За дополнителни емисии може да не следите на YouTube каналот Гласни идеи.